ето и на дискусија од колегата Коцич, не е ова, како што кажавте и вие, и колегата Коцич, можеби не е тука, меѓутоа треба да се отвори ова дебата, ова дискусија во тој дел, како ние да го подобриме работењето на постојните, бидејќи не можеме да ги затвориме и да ги спречиме да работат. Меѓутоа може да унаметнеме подобри стандарди кои што треба да ги исполнуваат со цел да не загадуваат. Тоа ми беше поентата на мојата дискусија кога кажав дека треба да водиме сметка за просторното и урбанистичко планирање при носењето на новите генерални планови, да се води сметка во кој правец се развиваат градовите, за таа тешка и загадувачка индустрија да се пресели на спротивниот дел од градот. Тоа ми беше поентата, не само во Скопје со генералниот, тоа треба да се води сметка и во сите останати градови, за да не дојдеме во ситуација повторно да ги одложуваме овие работи. Во однос на законот за просторно планирање, ние долго време го чекаме тој закон, меѓутоа никако да се донеси тој закон. Тој е од голема потреба и јас тука апелирам да конечно се донеси тој закон, не да се подели на урбанистичко и просторно. Знам дека се подели, меѓутоа треба и законот за просторно планирање да се донеси и со тоа да го решиме еднаш за секогаш овој проблем со ова тешка и загадувачка индустрија. Ви благодарам. Благодарам. Следен за